Почитувани мои пријатели, љубители на спортот, сакам оваа 23 година да завршам уште со едно видео кое е поврзано со доделување на државната 8 септемвриска награда за 2023 година. Морам да зборам брзо, јас се извинувам брзо да зборам, оти YouTube не ми ги прифаќа видеата по-долги од 10 минути и затоа малку ќе бидам како навиен, ама сакам да кажам се да објаснам. Имено 2023 година се даваше 8 септемвриска награда за заслуги за спортот, бидејќи јас ги пратам МОК и Агенција за млади и спорт и сите спортски портали и знам кои се претходно добитници на таа 8 септемвриска награда, цене и рачунаат дека можам и јас да добијам таква награда. Еден ден зема си 2 бели листа горе у мојот рај, кај пчелите, таму имам инспирација да зборам и да пишувам и да раскажувам. Ојдо 2 листа, зема еден вовет, напиша каде сум бил, колку сум бил, шо сум бил, каков резултат сум, какви функции сум вршил у борењето, ка после кариерата, све, целиот мој спортски живот напиша го во воведо. Нормално почетоко, име, презиме, родители, година на раѓање, каде живеам и обавезно дека сум од село Калапетровци. Напиша го ги сите тие работи што ги имам у борењето до денот, на секој, и како спортист, и како спортски работник, и како суди, и како делегат, се. После тоа зема ги моите документи што ги имам од библиотеката изведено ујдо у копирница, фотокопирница на формат А4, се ми скопираа прилог на тоа што сум го пишал, се достави прилог дека нема да лажам ништо. Дојде времето да се распишува огласот, конкурсот за додела на државна 8 септемвриска награда. Ја имаа некои здравствени проблеми, бе у болница, доде на ќерка ми и да ги она поднесе тамо, она уидела да ги однесе тамо дека на тоа прием у архивата, а викале не е сега така, вика сега 21 примерок мора да ги направите. Како 21 пример, по 60 листа имат, собирал се тамо, копирал од весници, од надписи, од весниците, од спорт, од Нова Македонија, од Вечер, се што има пишано за него, дека е бил, каде се е борил, се е копирано, како се, тоа многу пари ќе кошта го се. Тоа е процедурата и она кажува ми на мене, јас имаа здравствени проблеми, беј у болница тогај, вика така работа, тато вика тоа 21 примерок тражат да се скопира. Тоа вика многу пари ќе кошта. И што да направиме, викам слушај, ќе земеш ти кој ќе оценеш, ти ќе оценеш и ќе ги сврлеш некои работи, другите ќе ги оставиш и ќе го замолеш тај што ќе ги копира тие на формат А4, да ги копира листо, да го копира од двете страни, и од едната и другата, за може да го намалеме трошокот. И тоа не кошташе околу 4000 динара, направила 21 примерок и доставила ги до на Агенцијата за млади и спорт у архивата. Нормално, после тоа чекаме да дое резултат. Јавува дека добитници на 8 септемвриската награда се од Штип Санда Коцев за придонес во спортот и Дејан Богданов за животно дело. Добиваме информации дека сме ние тие добитници, разбере се преку медиумите, социјалните, разбере се дека сум јас добитник, еден од добитниците тамо, и чекаме време да дојде, да не покана да идеме да пријавиме прво кои ќе бидат со нас тамо присутни. Ти не може да улезеш у Македонското собрание, у Сребрената сала, така викат Сребрена сала, тамо беем у таа, да пријавиш кој може да дојде со тебе. Јас ги пријави ќерката и внуко. И ојдеме тамо спортисти пуно собрани, се дотерани, се направено како што требе, и
Ојдеме таму, почна тоа, јас пред да почне да се дават наградите, ојдо на директора на агенцијата за науче, Мојсуски, викам науче, јас водам портали, јас го пратам спортот, објавувам видеа, имам многу видеа од вас, од Агенција за млади и спорт, од Македонски олимписки комитет на Пришби, сакам и ово да се снима и да го објавам, да го овековечам на моите портали. Дали може да се снима? Се вика може да се снима, слободно снимај. Јас дадом го телефона на Кире, на внуко, ама детето не е искусно младо, требаше да дое поблиску да снима. Кај мене, например, јас кога се заблагодарува за наградата што добивам, само на крајот се слуша кога викам нека ни е среќен празник 8 септември, младите спортисти нека постигнуваат врвни успеси, ние старите спортисти да се гордееме со нив. И благодарам со голем аплауз бе поздравен од присутните у салата. Се тука да кажам дека кога ги добиме наградите, кај мене прво што дојдоа да ми честитат е селектор Бобан Данов, Ацо Јорданов, со кого заедно одееме како репрезентативци на Југославија и секретаро на Борачката федерација на Македонија, Лјупче Лазаревски, со него заедно одееме у репрезентации и заедно одееме на големи такмичења. Додека од другата страна беа една група на Балканец, имаше таму меѓу нив министри, имаше тренери, има преку 20 души, они си имаат, јас бе едноставно од страна ставен, бидејќи јас бе сам таму и ден, нема подкрепа, никој не знаеше дека јас имам и конкурирано и просто беа изненадени кога разбраа дека сум добитник на награда. Оти Бетко Боце, Бог да го просте, викаше едно време со Штипјани, немој да си имаш работа, они крало го те пале, па камоли што треба други работи. Ако разбереа кој нешто ќе се правеше да не доам до таа награда, ама луѓето, врвни спортисти одлучиле дека јас треба да добијам таа награда со сите докази, факти и нема тука на првиот круг. Тоа кога завршува се тоа, на најубав ред добиваме ги наградите. Тоа е едно сатисфакција, едно признање тоа е најголемо државно. Повеќе нема кој да ти даде признање за заслуги у спортот, тоа е државата ти дава и јас сум среќен и задоволен од тоа. Кога заврши таа процедура се среќни, радосни. Истата година се бираше спортист на Македонија во Скопје, како добитник на 8 септемвриска награда, ми испратија покана да бидам присутен на таа манифестација. Нормално, јас тие работи ги сакам, не ги испуштам тие спортски манифестации, али дека нема политиканство, дека таму одам таму, дека гледам дека има политичари, дека е намешталка, не одам таму. И ојдеме у Скопје, у Александар Палас. Јас се снима тоа, се е поставено и на Времеплово, и на YouTube, сета прираз за избора на спортист на Македонија се сум снимал, се е тоа дотерано. Таму после тоа кога заврши таа манифестација, одржуваше се во Александар Палас. Јас сакам да оставам траги од мојот живот и посебно сакам да имам слики со врвни спортисти кои се дале придонес за македонскиот спорт. Додека Гордана Нацева не стоеше со мажу и замолија, викам Гордана, сакам со тебе една слика за спомен. Вика нема проблем, ќе направиме. Сликаме се. После тоа, еве тука дека сум и јас присутен. Тамо, ојда на Наумче Мојсуски, му викам Наумче, сакам една сликичка за спомен. Вика нема грешка, ќе направиме. Со него се сликаме. Перо Антич стоеше со два-тројца таму, викам Перо, извинјавам се, сакам една слика за спомен. Нема грешка, правиме, вика, пријатен човек. Прегарнаме, сликаме се. Јас сум увек озбилен, бидејќи таква ми е
пацата озбилен да бидам. Ово е со Иđe, автомобилисто, кој е европски првак у возење на тоа, не знам нините дисциплини како се, еден врвен голем спортиста. И овоа се тие сите спортисти што беа 2023 година улезени у 10 најдобри спортисти, спортски работници, клубови, тоа е се. И овоа е дека лично Санде Коцев е поканет на оваа спортска манифестација спортист на годината за 2023 година. Ово е се што сакам да го објавам последно за оваа година. Вие честитам на сите новата 2025 година. Сакам ви пред се да знаете и да запамтите здравје, среќа, радост, да си ми живи здрави. Пак ќе го повторам истиот мој збор. Младите спортисти нека постигнуваат резултати, ние старите спортисти да сме живи и здрави и да се радуваме. Поздрав, пријатели мои драги, се убаво.